Ние како Сдружение на млади спортисти, млади ракометни ветерани, сакавме да го пренесиме нашето знаење и познавање од овој тип на турнири, малце непознат за прилепската и општо за македонската јавност, каде што овие турнири се одржуваат во период од 3, некогаш и 4 денови. Имам искуство во одржување и во присуствување на турнири во неколку држави од Балканот, значи имаме присуствувано во Тузла, во Словенија, во Хрватска, во Србија. Еве сега на 21 јуни веќе присуствуваме во Тузла. Така да сакаме да пренесеме нашето знаење и познавање на одржување на овие турнири и во чест на нашите великани, спортски великани, Владко Коруновски и Петар Кузмановски. Сакаме да одржиме еден прв меморијален турнир кој што се надаваме дека со годините ќе прерасни во еден традиционален турнир на нашите простори. И имаме покането гости исто така од соседните држави. Имаме 12-13 екипи, во кои што се 8 машки и 5 женски екипи. Исто така сакам да напоменам дека имаме цел да помогнеме во популаризирањето на овој спорт и да ги насочиме се повеќе младите да се насочуваат на овој вид на спорт, односно на ракометот. Турнирот е поделен на два дела, значи машкиот дел е поделен во две групи. Учесници во овој турнир, во тие две групи, поделени се екипите од Урошевац, Кастриоти, екипа од Кач, Борец, Велес, нашите млади ветерани од Прилеп, екипата од Пелистер и старата репрезентација на Македонија во кој што присуствуваат легендите Пепи Манасков, Кимески и да не ги именувам и другите, и млада репрезентација на Македонија во кој што ќе учествуваат Панчо Димовски, Мојсовски, Алушевски, Јович, поддржувани и присуствува, че најавија и легендите како водачи на екипите Шундовски, тренерот од Пролет Икич и речам другите играчи. Да не ги заборавам и женските екипи. Тоа се 5 екипи имам екипа од Војводина, екипа од Богданци, екипа од Гевгелија, екипа од Демирхисар и нашата екипа ракометниот клуб од Тузлански комбинат од Прилеп. Отворањето на турнирот почетокот на турнирот, односно со утакмици се започнува во 13 часот. Отворањето е договорено во 14 часот, каде што исто така имаме специјални гости, ќе ни бидат групата Next Time. После тоа продолжуваме со утакмици. Наредниот ден во сабота веќе почнуваме со утакмици од 10:30 утро. Турнирот завршува во околу 18 часот, со што во околу 16 часот ќе бидат финалината и полуфиналината. Во петокот вечерта имаме исто така забава, во кој што ќе бидат поканети сите учесници на овој турнир и исто така и во саботата вечерта, каде што ќе бидат доделувани наградите за прво, второ, трето место, најдобар стрелец, најдобар играч и слично. Јас би сакала да истакнам зошто жените ветеранки земаат учество на овој турнир, пред се затоа што турнирот е турнир за ветерани и ветеранки. Девојките од некогашниот тутунски комбинат Прилеп се би рекла јас и носители на овој турнир, бидејќи двата тренери, Тасла и Лара, беа наши тренери и со кој што го постигнавме најголемиот некогашен успех, влез во втората Ю лига. Така да тоа е причината зошто присуствуваме на овој турнир, со единствена цел да му дадеме почит на нашите двајца тренери кои што навистина оставија една екипа за
можност ините генерации да видат една компактна екипа, би рекла јас, бидејќи сите девојки се собираме на овој турнир. Само 2 девојки нема да присуствуваат поради тоа што се одсутни од нашава земја. Сите 16 кои што го ја освоија титулата прваци на Македонија и кои што играа во некогашната втора Јурлига, сите девојки ќе бидат присутни на терен. Навистина ми е драго што и другите ветеранки од Македонија ќе присуствуваат и ќе дадат свој придонес на турнирот. И јас еве една јавна покана до сите да дојдат, да не погледнат, да ни дадат поддршка и секако да му дадеме почит на нашите двајца тренери кои што не водеа низ и од кои што учевне, да речам, ракомет, но едно што е и најбитно, останавне, ни дадоја можност да останеме пријатели до ден денес, иако тие надпревари се одржуваа во 80-тите години на минатиот век, но велам покана до сите да дојдат, да не погледнат, да ни дадат поддршка и да му дадеме почит на двајцата ракометни прилепски легенди Петар Кузмановски таста и Владко Кружновски лар. По иницијатива на Сдруженијето на млади ветерани на Прилеп дојдоме до иницијатива да направиме еден голем турнир, турнир за ветерани и ветеранки, каде што во претходниот дел Лашковски образложи конкретно што ќе се случува, како ќе се случува. Сета таа работа за да се направи, за да се организира тој турнир, нормално мора да имаме поддршка и од бизнис секторот во град Прилеп. Мора да кажам дека имаме голема поддршка од повеќе фирми во градот, но како генерални спонзори на оваа манифестација мора да ги пофалиме и да кажеме дека без нивна поддршка ова сето немаше да се организира. Како генерални спонзори на оваа манифестација се Прилепска пивара, Витаминка Прилеп и Агенција за млади и спорт. Нормално е голема поддршка и благодарност до сите оние помали спонзори што помогнаа за оваа манифестација да се организира по прв пат во нашиот град и се надаваме дека наредната година со повеќе средства од бизнис секторот, со помош од локалната самоуправа, овој турнир ќе стане се поактивен, поатрактивен и се надеваме дека позвучни имена од наредната година ќе учествуваат на овој турнир. Оваа година почетокот ќе биде малце потежок, но сакаме да му дадеме почет на овие двајца ракометни легенди, Петар Кузмановски таста и Владко Круновски, кои многу значат за нашиот град. Едноставно, тие се легенди кои никогаш нема да се заборават. Екипата на ветеранките жени се спремаме веќе подолго време. Малку да бидеме спремни за овој турнир, да нема повреди и такви работи. Се дружиме многу убаво и ги поканувам сите љубители на ракометот да дојдат, да не поддржат. И едно многу важна работа, посакувам добро време.